Здраво живо, драги мои, ова е нашиот нов подкаст Тиквешки муабети. Се надевам дека минатите епизоди ви беа интересни и дека и ваа ќе биде интересна. Ја така мислам сигурно, затоа што денеска имаме интересен гостин. Но пред да го најавам гостинот, тоест гостинката, сакам да ве натерам и да ве замолам сите без парие, ве молам ако сакате да стиснете едно subscribe и лайк на нашиот YouTube канал и да ги запратите нашите канали на Facebook, Instagram и TikTok Тиквешки муабети. Сега одиме на гостинот, сакам да ја најавам нашата како да се изразам поинтересно да го кажам, тату мајстор или тату мајсторица по нашки, по теквешки, Симона. Здраво, Симоне, фала ти што прифати да дојдиш у нашиот подкаст, у нашата емисија или епизода посветена на татуваиште. Фала за поканата. Ајде, повели, значи ја не сум тука. Јас сум тука као соговорник, не као водител. Ништо, фала ви за поканата. Мислам дека супер ќе си поминиме. Да, ја така мислам и за тоа. Те викна, фала Богу. Ајде почнеме сега со официјалните прашања од почеток и да видиме како почна цел процес кај тебе, цел муабет со тетовирањето. Па искрено секогаш цртав, уште од мала многу цртав и си одев и понадпревари и такви работи. Да. Ама од друга страна и секогаш кога сум одела како мала на одмор, страниците секогаш биле потетовирани од кај нас. Да. Кај нас беше тоа многу табу тема порано. И секогаш му се восхитував. И кога завршив со факултет такви работи, си викам дај да пробам, пошто ми беше стварно желба, ми беше многу интересно и сакав поинаков начин на изразување на уметноста. И си пробав со тетовирање. Значи прво си почна со цртање. Да, од секогаш сум зборуваме цртала. со боички, со како Со мала. се, да. Памтиш ли од кога ти е тоа или од Цел најрана? живот. Цел живот. Обично сите сме као мали као некои идеме уметници, Да, ама да. после тоа си викаш, ова не е интересно или ноа е интересно за мене, ова не е. Ама ти си останала доследна на тоа што си го сакаш. Не, секогаш си цртав. И Да. средно, и основно, и цел живот. Разлика помеѓу цртање и тетовирање? Има многу голема разлика. Ајде, кажи ми што е разликата. Па, Знам дека за да направиш татуважа мора прв да ја нацрташ. Да, тука значи е. секој мора да нацрташ, дали ќе биде дигитално или рачно, така. небитно. Ама одговорноста на тетовирањето е многу поголема за разлика од тоа кога црташ на лист или на платно или како и да е. Нема гума да избриши. Нема гума за нас тука. Така Ако да. се направи точка, ајде линија продолжи тука вака и после тука ми се попушти и ваму и цело тело. Да, так се почнува со една точка најчесто. Што те привлече да бидеш уметност, да се занимаваш со уметност? Што ти беше мотивот? Пример, сега ти од мал сите цртаме, нели? Ама што најмногу те привлече, што знаеш ја во ќе бидам кога ќе порасна? Што ме привлече? Имаш некој идол, некој пример? Сега ти кажа нешто за странци кога си одела на одмор, такви работи? Да, дека си не, гледала? тоа стрикно за тетовирањето, да, за тетоваиште, дека сум се восхитувала и ми изгледало секогаш многу јако кога ќе видам некој тетовиран. Ама општо за цртањето и макар и тетовирањето мене ми представува како терапија. И многу се опуштам и ми е убаво и премногу си ја сакам работа и не го гледам како работа, туку како мир. Кој да не се речем. бави со уметност не знае што е терапија и готово. Тамам си е. Ај сега да почнеме со тие некои такви прашања од секојдневието. Ти на секојдневна база, на пример, си у студио, тетовираш, кажи за студиото нешто. Да, значи сега сум у ново студио преместена. Nameless. Морам да си ги поздравам сите колеги. И топ ни е, ептен убав тим сме, така да... Сигурно ќе гледат подкастот, така да поздрав до колегите. Поздрав најголем до колегите. И да знаете, јас сум муштерија следен. Се договараме веќе 100 години и мора да отидам се истетовирам. Со сите гости морам да ги истерам адеите. Значи, Да. тоа е... Нормално. Кажи ми, како трае еден твој најобичен работен ден? Значи стануваш и денеска одам да тетовирам. Одам денеска да тетовирам, право си влевам у студиото, нормално, право следува кафе. Читаме на книга. Читаме на книга. После 2-3 книги читаме со колегата, па после 3-4 книги. Со клиентот после тоа и да почнува процес, дали претходно била спремана тетоважа со дизајн, дали претходно дошол на консултација или тогаш се вршат консултациите, па следува одма тетовирањето. Секогаш е различно со различен клиент. Ама, да,
Така, најчесто. У суштина татовираш. У суштина татовирам, да, и после си И одам дома. црташ нормално, фала Богу. Кажи ми, дали е полесно од порано, од и порано не мало дигитални, сигурно татоважи или... Колку што јас знам порано на нашите простори, најјак татоважа беше јна, вака тука со туш. Дали има такви што идат, дева татоважа, што ми е да ми се покрие, не сакам да ја гледам или... Да, многу често се прават корекции или да се покрие кавер-ап некои татоважи од порано, што е многу нормално, пошто со тек на време и избледуваат, и старее кожа, и мигрира бојата у којаште, и му мине меракот едноставно луѓето. Си извито име бе старе име, шо? Да. И му мине и меракот, не го сака веќе тоа и сака нешто ново. Де коста ти нешто се кажеш да кажеш? Друго име, сака да го прашам. Да, па тоа ти викам например, посебно на бившта, ако е името, па сега друго. Па тука JNA у Арама го правиш, разбираш. Може да не спраш краде и лаже. И вошки има и на тава на смие. Таман си е. Сакам да те прашам, дали ти текнува на првата татоважа? Да, нема шанси да го заборавам. Де искуството сакам да ми го споделиш? Искуството, дома татовирав. Не нормално ствари тогаш прв пат, ама многу адреналин имаше и многу трема. И можда на почетокот знаеш дека е огромна одговорност, ама додека не ја фатиш машинката у рака и додека не се споат иглата и кожата. Ама на крај па тебе не те боле, шо? Да. Мене не ме боли никој, да. Ти тука си однадуиш, он нека овка, шо па сега. Ама сваќаш дека цел живот некој тоа ќе го носи, одговорноста е стварно преголема и мора да си максимално посветен. Секоја чест, значи, треба да имаш храброст това да го работиш, не што се Треба, вика за фраканција, да не се изразам лошо. Далеко за фраканција. Следното прашање ми е, колку е тешко да бидеш жена оваа професија? Пошто, нели, уште кај не се тие стереотипи, жените не се за ова, жените не се за ноа. Дали е потешко да бидеш жена мајстор или маж мајстор? Порано многу поретко табу теми. Да, порано многу поретко имало жени тату артисти, ама сега секој ден се поише и поише жени и мислам дека веќе тоа нема некоја бариера за да се делат мажи од жени, само едноставно треба да стекнеш доверба кај клиентот и премногу работа и да се вложиш максимално за да дојдеш до некое ниво. Така, значи лесно е. Да, не е битно дали си маж и жена. Добро, ај сега да те прашам, например, најделикатно место кај што си правела татоваж. Да ти е тебе непријатно, а на клиентот, уствари он кај дошол се татовираш, он е пријатно, многу му е гајел. Не, обично на клиентите ме е по-непријатно. Сериозно? Да, нас многу не е непријатно, пошто јас и на факултетот тоа ни беше работа, црташ актови. Де објасни поише за тоа. Ти пред да почне подкастот нешто ми подкажа, ама ја ти реков чут не лафи, сакам да те подпитам за тоа. Ајде да видам сега. Па на факултетот имаме жив модел што позира и можеш да го поставиш, да го нацрташ. Како на сомоливот што ги мериш. Так сомоливот го мериш, да, и да го поставиш на лист да го исцрташ. Два пати мери. И нас не е сосема нормално некој гол да се соблече, така да не ми е непријатно. Мене ми е непријатно, веруј ми, посебно маж да ми се совлече. Добро, е непријатно. Тоа не е работа, значи ја не го гледам како жив човек, го гледам како платно, да речам. Дали е човек или небитно, медиум за работа ми е. Да, а вака некоја анекдота да ми кажеш што се случила, да ти е смешна, до ден денеска кога ќе ти текне на неа, зборувам на почеткот, да ти било непријатно нешто, да ти е смешно. Знам дека има нервози у секоја работа, ама сигурно има и заебанци, значи да, тоа е. Има, секогаш гледам уствари поиш на заебанција, нема многу нервози барем кај мене. Па нема што да се нервираш, тоа е од тука до тук треба да нацрташ. Да, мора да го нацрташ. Ама што знам? Има многу или не текнува? Има дешавки. Ај кажи некоја сега, сигурно има. Или не е закажување, Не, дека не е закажување, сега. Ама да не се препознае па човекот што ќе гледа или жената. Можно и тоа. Ако да ги поздравиме сите од че не гледат, кешки да не гледат, нели, фала Богу. Ако не текнува после да кога ти дојде вака и одма да ми улеташ, да ми речеш застани со ова прашање, сакам да кажам за се вратам назад. За тоа прашање. Кажи ми, еве сега малку поозбилно питање. Што стил ти негуваш на тетовирање, на пример? Има ли стилови, ја цртам пример само кинески букви, ја цртам мачори тука, лавови, ме разбираш? Не, да, си има стилови многу различни на тетовирање. Конкретно стил у моментот, мислам као немам некој
еден стил да ми одбрани, само на тој да се фокусирам. Само македонски знамиња. Само македонски знамиња. Срцето тука широко. Да живее Македонија. Фала Богу. Ама гледам, уште учам. Реално уште учам. И цел живот оваа професија учиш нешто ново. Мислам дека уште немам као стриктно некој стил, ама се стремам кон некои работи што сакам секој ден поише и поише да се усовршувам. Дали реализам, дали колор, дали такви работи. Тие основните мислам дека ми се поминати и одам само нагоре. Так. Друго што да те прашам, дали со твоите колеги си имате еднаква комуникација, како да кажам, пример сега ти си почнала некој да тетовираш и ти испаднало некоја работа, не можеш да довршиш, па колегата ускочува тука, па ти му ускочуваш на него. Има ли такви ситуации кај што си помагате меѓусебно или стриктно си го тераш твојот дел? Си го тераме најчесто нашиот дел. Едино може да се консултираме на професионално ниво, као се лепе сега стенсил, прво, пошто нели си изработувате това. Што е тоа? Стенсил. Добро да кажи го. Ја не знам што тоа, листот што ти го лепат за да Листот ти го лепат, тоа да се пренесе на коашта. Да, и после тоа врстат. Тоа како индиго, како ќе дое? Индиго, точно. Индиго. Го решиме. Да. И може да се консултираме уврска со тоа дали е право залепено, дали не е право, дали е таман според големината на рака на тело, дали е добро, дали треба некои измени у дизајнот. Так. Професионални консултации. А има ли нака, например, сега ти го црташ на топ испаѓа на листот и после кога ќе му го нацрташ мачето накриво вака? Си има ли да се на тоа? Со секоја почет спрема вас, ама знам дека се прават грешки. Не, значи секој почетник греши. Никој не се роди учен. Ама такви некои многу фатални, не, барем не ми се десили. Оти на интернет имам гледано слики, нака има многу десали. Симбат нацртан и мяу. Да. Ама не. Жалото маче. Ја мислам дека почнуваш од нула и треба постепено да се градиш нагоре, а не као седнуиш и ја знам да го цртам. Не знаеш да го црташ. Знаеш на лист може, ама многу различен медиум и многу е поразлично и многу е потешко реално, пошто немаш гума, нема назад. Ти мора да знаеш да го правиш. Така да поарно ја мислам дека постепено да се градиш. Да. И да не прифаќаш одма се. Клиентите, муштериите идат и сега има идеја и јас сакам да се тетовирам вака, а така не бива, не е изводливо нешто, пример. Имате ли комуникација да му објасниш, пример, слушај, ова не ти бива, ама може вака да биде, може нака да биде? Да, секојаш. Последно така си имали нешто десено, например. Еви сега јас сакам се тетовирам здравие и сега планирам, те прашав нели пречесто, тука сакам дали е прифатливо, дали нешто да направиме белам. Значи мора и да се види првично и формата, желбата на клиентот, што е и формата на тетоваажта, дали одговара за тој дел на телото. Дали е соодветно, ако не е соодветно, мора да претрпи измени. И секогаш гледаме да се консултираме со клиентот за да на крај изгледа 100% како што треба да изгледа. Фала Богу, нормално одиш да бидеш најак со тетоваажта. Има ли муштерии кои што се редовни, што идат пример цело време и има ли некои недоразбирања? Еднаш имаме правено моја сега ми текна и ти кажа, например, недоразбирање во врска со цени, со такви работи. Например, една точка да ти стави и пример и да ставиш или поголем тетоважа, коштат отприлика исто. Затоа имаме правено мојавет, не за дали се чаваш. Да, пошто си има почетна цена у студиото. Так. И си тргнуваш од почетна цена. И сега да речеме до 5 см тетоважи се таа цена. Да. И сега дали е точка или е некое, не знам, срценце или е некое мало лавче, ама димензијата е мала. Кошта толку. Толку кошта, почетна цена, да. Да, и сега, например, некои си имат за право, ако волкава кошта толку, значи оваа точката ќе кошта, карикирам 150 денара. Да, има и такви случаи. И кога ќе дојде, ќе му кажеш, ти е волку, ти е на точка. Дај ми туш и игла и јас ќе буцнам две точки и завршена е работа. Не, ама мора да се објасне цел процес на клиентот за да разберат. Да. Како функционира се. Сега, например, и сама кажа, како е да тетовираш и колку време ти треба да го истетовираш еден од глава до пети. Има сигурно такви ситуации кај што некој сака скроз да биде истетовиран. Има, да. И отприлика колку време трае тие процес? Многу време трае. Пошто тоа се сесии, целодневна сесија може да трае сега, да речеме, зависи и клиентот колку може да издржи, колку толерира болка. Тоа ми е следно прашање, ајде продолжи. Ама
Од сесија зависи. И сега зависи и комплексност на това. Значи може да биде цело тело само линиички, некој може да е full color, може да е реализам. Мене многу ме болеше на сенчењето. Боле скрос, да не пцувам у пизду матера, ама стварно многу боле. Кога ќе те засенчат но анака и нема крај. А ти тука јунак си отиден, разбираш? Треба да се покажеш дека си јак. Ја, тоа важа имам. 2 недели не спиев после, али нема врска. Битно трај баба за убавина. Цел носиш како? Цел живот, да. Ама треба да надоградиме. Ајде кога да дојдам. Кога сакаш. После емисијата. Да, и ја мислам после емисијата. Да, ама да ни заврши оваа сезона. И после тоа, у новата сезона, ќе испадам тука на Рамбовка како Роки. се шалам да не испадне дека сум вакво. Сакам да омекнам сферата малку, да биде попријатно. Шо сакав да те прашам следно, да те се надоврзам што рече и да клиенти вамо нам. Има ли такви јунаци и кога ќе дојдат, кога ќе седнат и пола сат и да почнат да цвика? Има. Знаеш како најчесто А тебе да ти е смешно? Да, мене ми е секогаш смешно. Уствари претходно ми беше многу посмешно, ама кога си направив цел ракав и видов колку многу боле уствари. Де покачи го ракавот, стварно многу ти е убаво. Ето го ракавот, да. Ете го мачто, бе. Ето го мачто. Ева, една гореца. Топ. Ама, пошто си плачев и стварно ми беше мене многу болно, ја не толерирам боле, болка. Да. Боле! И сега се соживувам со болката на клиентите, така да... Значи сега посериозно ги сваќаш овкањето. Уште посериозно ми се, да. Кој поише овка, мајшите или жените? Ајде да видим се, кој трпе поише болка? Жените. Не сум бил жена, не знам како е. Ја ти кажу. Добро. До сега на жена не и се слушило, не пребледнала и не се онесвестила. Има ли такви случаи? Да. Да се онесвестен мажјак, на алфа мажјак. Алфа мажјак. Шо зборуваш? Да. Ти имам јас стомак, немам потреба да бидам јак. Си врзам наква мрежа на, знаеш плетента ти текнува. Многу тргнаме на зафраканција. Ако бе убаво, шо? Че испадне убаво. Значи такви работи има, кај у секоја професија. Шо викаш, некои такви непријатни ситуации кај шо ти си десило, шо викаш да се онесвесте и да те фати и тебе паника и страх. Нормално да викаш паника, хитна, да викаш не, до хитна не сме стигнале, барем ја не сум стигнала сега. Ама ќе фане паника, нормално. Бог да чува, викај. Да, Бог да чува, ама мораш да си присебен од такви ситуации за да го освестиш клиентот. Па тоа го... И после само спакувај го и мора да си оде тој, да се одмора дома. Ама ретко се дешава. Сакав да те прашам, кога идиш да се тетовираш, документ подпишуваш ли некој дека ти не си одговорен за последиците? Си има документи нормално. Сериозно? Дали, да, си има документ за согласност. Поима немам за да, си имаш посебно документи, например, малолетни лица. Значи, за таа тема исто, ама надовржи се на моабитот да не те прекинува многу. Да, например, од 16 години до 18 мора да се присуства на родител и со согласност од родител. Пошто е сепак малолетен. А се почесто ги има и окей е сето, ако од дома му е дозволено, ама мора со родител, без родител не. А интерес има ли младините за тетоважи? Има, се поише и поише, многу интерес. Знам дека има, ама сигурно сте преокупирани. И ми интересира таа генерација од 16 до 18 години или до 25, да речеме. Дали е позаинтересирана од колку повозрастните? Да, дефинитивно. Има ли накви, како да кажам, неостварени сни на некои постари, повозрастни на 50 години да дојде, јас сакам се тетовирам бака нака. Многу често дешава тоа и вика цел живот сум сакала или сум сакал да се тетовирам, ама никогаш не дошло ред или немал храброст или воано. Ама искрено мене е многу мило некој кој ќе се исполни желбата. На кој му е померак, на помладите или на постарите? Пример сега, леле каква те тоа, ми беше мерак. А дето, например, мислам дека побрзо ќе му помине меракот, оти денеска е такво време, се е брзо нешто. Дај во, дај мотор, дај компјутер, дај Sony. Да. Младите више као мода е станато за тетовирањето и се е позастапено значи, и почесто. Значи, ако не се тетовира, не си модерен. Не. Јас сум модерен. Не го кажав тоа, ама се позастапено е и више нормално е младите да се тетовирани и се тетовират се поише и поише. А старите што сакале цел живот да се тетовират, ама порано било многу поретко тетовирањето и поише табу тема. Сега да речеме на 50 на 60 години се тетовират, пошто му било желба и сега е по-прифатено и по-нормално и нема
да ми речат што мисле вие, што мислите. Тате, што ќе каже? Што ќе каже тате? Мама не ми дава. Слушнатели, значи, за да бидете модерни, чоите да се тетовирате кај Симона, да бидете модерни, да ви направи модерна тетоважа. Со маче, со тука куче, со се. Се знае да црта. Значи, стварно, воа не е реклама, воа е сериозно. Фала. Ја таму ќе одам да се тетовирам. Дали имаш некоја тетоважа што ти останала у посебно сеќавање, да речеш, вие ваква му нацртав, тоа беше многу глупо или многу смешно или на деликатно место, тоа веќе го излов име. Имаш така што ти е зацртано у главата? Знам дека првата секој пат ќе ја памтиш. Да, нормално. Ама некоја вак да речеш вие ам тетоваж му направи, значи стварно тоа ми е ремек дел. Или имаш повеќе ремек дела? Не. Оти не? Ретко си се восхитувам од сопствените тетоважи. Секогаш му наоѓа мани и секогаш мислам дека нешто му фали, дека секогаш може подобро и подобро. Така да некогаш не нормално да сум задоволна и се стремам на тоа да сум задоволна, ама у мојата глава секогаш може подобро од тоа. Така Ама да мислам дека тоа е поисправно. Значи, луѓето што се самокритични, мислам дека секогаш имат поголем успех за тоа што секој пат го наоѓа тоа што му е. да, кај да Нели, обрниш како нареден да бидам пат подобар внимание. наредниот пат. Да, дефинитивно. А ако си, јас сум најјак на целиот свет, Ќе од мене стагнираш. појак нема, не да паѓаш, се уриваш Да, скроз. мислам, и јас барем така размислувам дека не може си има некој степен на задоволство, нели нормално да рече во е врв, ама мислам дека наредната секогаш ќе биде подобро. Така, ми фала Богу и искуството си го Да, прави своето. искуството и се. Има ли работа да си ја одбила, да речеш ја такво не правам, например не снафаќам ја воа да го работам. Има ли такви Да, и до комбинации? ден денеска го правам тоа. Например, што е тоа што не сакаш? да го работиш? Не е као стриктно те тоа важа, Или или може да дојде особата е некој... бит? Не. Може да дојде некој со нешто од интернет што не изгледа добро и сега тематиката да ја задржиме, ама јас да му направам нов дизајн да биде по-добро, по-естетски да изгледа како што треба, пошто реално ќе го носи цел живот. Или друг случај, ги одбивам многу често ако се осеќам неспремна за нешто, дека мислам дека не сум до тој степен стигната да го изработам и ги препраќам кај колеги што го работат, например, колор реализам да речеме. И сега има колега што го работи само колор реализам. Подобро е и попрофесионално од моја страна мислам да го препратам, затоа што човекот утре цел живот ќе го носи тоа. Така. Отколку да треба му да е направиш, да, отколку да се учам на него, мислам нормално. Па Треба добро, да се и од учиш. негде треба да почнеш, Да, ама од негде треба да почнеш, ама не е премногу голем залог да си земиш и да не изгледа утре тоа како што треба. баш така. Следно прашање ми е, има ли, сигурно има, ама како се справуваш со тие клиенти што се несигурни и што се уплашени? Мака, Секој идам да ден се има тетовирам, такви. ама ме страва, мене, кога ми стават инекции, ми е страх, ме разбира, а сакам да се тетовирам. Има ли такви? Има. И најчесто ствари му е страф од инекција, ама од тетовирање не му е страф. А не знаат дека на сенчењето има 10 игли, дека го буца така, Не го гледат. А не му тоа, кажуваш да, тоа? Не. Ако ме прашат си кажувам, Да. ама мора да си психолог оваа работа. Мора да знаеш как да пристапиш со клиентот, мора да го опуштиш, мора да му го објасниш процесот за да се осеќа вака пријатно, да Како ти што дојди тук како сега јас се треба. така пријатно што се осеќам, да. Па нормално, фала Богу. Па нашата емисија е пријатна, тиквешки моабет, пријатен моабет. Нема игли, ни не буцаме, тука само И убави што ни моабет. фале нас и кај не си пријатно. Да, не, далеко од тоа дека не е. По цел живот ти е пријатно. Да. Истетовиран си, убав си. Треба Фала да знаеш Богу. да си пристапиш со клиент, со муштерија. Па да, бујрум Со повели ти, соговорник. треба ли кафенце, Да. нешто да оноа. Мислам дека алкохол не се пие, така? Не е препарачливо, да. Јапчиња. И антибиотици, такви работи, да. Се со антибиотици, сите емисии ни се со Не, антибиотици. не, општо опчиња, да, ако си нешто болен, ако си настигнат, ако ти е паднат имунитетот. Кој, подобро например, да не се- ги тетовирате од таа, на пример, знам нешто за трудници, како беше? Да, трудници не. Наброј ми ги се тие, тетовираат. например, повозрасни со висок притисок, таква работа. тоа. Да, например, ако некој има, да речеме, е шеќераш, диабетичар, е така, Да. има некои болести, најдобро е првично да се консултира со лекар, да му кажат дали може или не, пошто сепак е за здраве упрашање. Па, А фала. трудници нормално не се тетовираат. Што... Значи, наредното прашање ми е, еве, пример, ти кажа за малолетници од 16 до 18 години дека треба со потврда од родителите, а пример дето има 15 години или 14, а е Добро. некој спортист
кај што стварно телото му е развиено, значи стварно сака да се тетовира и неговите го поддржаваат од дома и имаш согласност, дали се нафаќате на таква работа, на пример? Па до сега мислам дека не ми дошле, ама Ако би ако дошле? толку многу инсистират и родители и сепак спаѓа у категорија на малолетни, дали е 15 или 16, мене не ми мења Да. реално многу. Сакам да кажам чисто. Да, ама мислам дека па треба да се почека, пошто сепак е дете. Аха, значи, деца, значи напаните 16 години, не си играјте, не ојте на црно да ве тетовира некој со неисправни машинки, да фајните некоја зараза Бог да чува. Значи, биете кај што треба, ојте на 16 години да се тетовирате, ви чакува, тем нема излез, мора. Тоа е. Абе не, реално и на 16, и на 18, и на 20, на 2 години мислам дека се менја мајндсетот и Па ја да ти кажам, треба- наму кај 16 сум и тука сум цело време. Ама не ли си можам уж застала? Не мога, ручно да ми е дигната, никој, ја се гледам по-старо огледалото, Да. ама умот е тие, што да правиме? Тоа. Да сме живи и здрави. Да, тоа е најбитно. Види, како вика, дет од тебе никој пат не треба да испадне. Сега да не претераме, па Да, па и тоа. така си е. Сакав да те прашам, сигурно има и такви дешавки. Сега може, немаш такво искуство, ама не од некој колега има слушнато. Некој да го донесе миленичето да го тетовираш. Например, куче некое. Или не сакам да ме сватите грешка, значи Добро. да се извиниме унапред. Ама мојавето те, пример, сакам мачето да го тетовирам ние што се како се вика ние бричените мачиња. Има ли Да ми таква го ситуација? донесат стрикно не, ама да ми прате слика и милиничето да го истовираме, да, мислим и мен дешавано. Миленичето ти да си го истетовираш на твоите рака? Не, клиентот да ми Шо прате го- слика од неговото милениче и да го истовираме после тоа. Да му спремам дизајн со лик на Миленичето да го истетовираш или клиентот? клиентот да Па го јас истовира. убаво те прашав си викам со слика од газдата. Кучето од позади Не. това на газда. Треба да е бричено. Директорот. телефонскиот број. Да, одоздола не морат ние беџовите да ги носат тука и истетовиран на газот. И бројот ќе му го ставиме. 222-333. Како е? 222-305, нема врска. У суштина, тоа е мојабетот, нешто што не те прашава, ти се кажеш да кажеш. Има ли такво некое питање? Ме праша прегеска дали ми има станато клиент. Да, ама многу ја вртиме директно одма тераме. Да. Ми има станато клиент. Не бил одморен, не бил спан, не бил јаден. И не може да издржи болката. Пошто одморот е стварно многу клучна работа у процесот на тетовирање, треба да си одморен. Не можеш да издржи, стана од трет тетовирање и утре други ден, не знам како беше, дојде ја доправим. Ама дојди, аха. Дојде, А има ли дојде. тако што ја сакам цело тело да си го тетовирам, се вратам и го нема. И ти ми имаш кажувано таква случка, нема врска. Не, да почнеме да тетовираме и да не се врати после тоа, не. Не се случило до сега. Барем мен не би се случило. А вака искуство од колеги, например, што имаш работено со нив, некои анекдоти и такви. Сигурно има нешто, например, 100%. Сегде има различни дешавки, ама што знам? Не, мислам дека толку многу да не се врате, не. Мислам дека не Као, би се сакам да се тетовирам од тука до тука и ти стигаш до тука, а она има измозгано дека ако не плате до тука и да штрафне, а доста ми е до тука, убава ми е. Не, мислам. Убок ти биди. Де Коста, ти што скажеш да праш нешто да се подаде од преческа? Добра, како вежбате? На луѓе или на нешто? На што вежбате? Шо ви е вежбанк? Јас знам. Шо? Хели, поздрав до нејзниот сопруг. Он е цели шаран. Да. Сега моментално, пошто има многу нови работи, многу е усовршено. Има као вештачки кожи што можеш да си вежбаш на нив и не е исто, ама многу помагат. Па имам сретнато така некои видеа кратки на TikTok како се вежба, например. Да, као вештачка кожа и Па денеска како ќе видиш, можеш и вештачка жена да си купиш и вештачки кук и се вештачко. А значи дека се. има вежбаш на портокал, на кора од банана, некои имат вежбано на кожа од свиња, парче. Па Значи, види, и такви тоа малку е дешавки има. језиво, ама види, многу сме ни... Кај да најдам кожа од свиња? Кај? Ето сега. У продава у железара. Кај да најдеш? Че најдеш у касапница, фала Богу. Бре, Коста, бре, ми изненадуиш вака, че извиниш вака бизнес партнер, ама стварно. Речиш, ми треба кожа од свиња, ме
Зошто не ти дадат? Може да ти наредат да ти донесат. Зошто не? Например, тие што му се доставувачи на него, забегаме темата. Тие што му се доставувачи на месо, му викаат дечки, кога ќе го донеси една кожа за вежбанка ми е за тетовирање. Ако, че не скина стварно. Не турај. У суштина, тоа е тоа... уште едно прашање, ајде. 2 прсти. Дигни 2 прста. Кој тетоваж се умода сега? Да бе, стварно, кој тетоваж се? Моје време беа кинески букви да се турат на вратата. Баш. Не знам дали има нешто стрикно. Се менја мојата, да, некојаш испаѓа, да речеме. Лавови. Не. Како се менја власта, така се менјат и тетоважите. Не, сега звезди, после лавови, разбираш, се врте работа. Да, сега, пошто и гледат многу и на интернет луѓето и се инспирираат и од еден на друг ќе видат и се ти е достапно, така да мислам дека нема као нешто стрикно да е тоа модерно као порно. Порно било со каталози, имаш таму, одбери си, одвија 30 тетоважи една. Кинески змеј. Да. И тие. И кинески одиш букви, на одмор, пише нешто. убудва и ти лепат на ракта тука и завршена работа. Ти си имаш еден месец. Дали денеска тие што имат тетоважи имат суштина? Кога сакам нешто да се тетовира, има некоја суштина или поише така нацрта име нешто, колку да се каже. Ја може да кажам после за мојот пример, мојот тетоваж што значи. Значи има и такви и такви. Многу почесто мислам дека да си имат као некој мотив, некое значење, суштина што викаш, па од тоа да измислиме некој дизајн, да дојдеме до крајен резултат. Ама има и такви како мене, например, што сам сак да се тетовират. Ами што гаш убава тие? Што има врска? Фала. Па стварно мислам. А иначе, пример, ја имам тетоважа и мене ми е, например, со музички ноти, петолиние, клавир, таква работа, што тоа мене ми е, например, професија и ми било задоволство. И првата песна што аз сум научил да ја свирам ми е нацртана на петолиние. Првите тонови што сум ги почнал, значи сепак бија на платно белеш. Кој не ја почнал таа не знае да свире. Сепак ти е нешто со позитивско значење и за се, да. Сепак дел од животот, нешто што ти... Така, а има ли накви заљубени? Многу ја сакам, многу го сакам. И тука, сега че некој карикирам некој име, Силвана. И пишеш ти Силвана тука и после се оде по џаволи. И после иде братот со Силвана и ајде Бонева Силванева направи. Се извинувам, ама ствар. Има да си стават имиња. Скоро тетовирав дечко и девојка беа имињата и тетовира еден со друг. Добро, после имаше ли корекции? Па не знам, минатата недела беше. Уште не сме до корекции стигнали. Бог да чува, значи дечки дека вие со среќа. Сакам да кажам, дали има накви што се ги коригират? Идат ли такви? Ана и се шкрта, тука се прави лаф од згора. Да, имам слушам за такви дешавки, ама мен не ми се случило лично. Ама многу почесто пари мислам дека си прават као мечинг тетоважи, нешто заедничко што им значи, не да си стават имење или било што, туку некој мотив што ги поврзува нив двајца. Порака да му дајме на вие гледачи, че не гледат. Дечки, тие што ги сакате, не мора да ги тетовирате, сакајте ги од срце. А не после утре па кога ќе дојде ред, па ајде сега си го кинеме место. Не, може да ги тетовирате, ама да не се со името, тоа се каже да кажеш. Да. Да не му го ставите името. Ами добро, тоа ќе го туриш со значење, па цел живот па ќе те подсечи. Еми сега. Пример сега. Дел од животот што плочките у купателото заедно ги имам ставено со невестата. Бог да чува, утре ако се скараме, треба да и сокршам, а не ќе ме подсечат. Така му иде тоа, не. Се шала малце да омекниме ситуацијата. Кога ќе дојдам да се тетовирам, прашањето од Симон. Чек да отворам календар термин да видам кој. Имам ја врскице, јавам таму од страна што си фатам врски, нема гали. Кешки ја да се решам да дојдам. Да, само ти реши, не е проблем. Последното прашање ми е како си помина, дали ти беше пријатно? Супер, многу бав си поминав. Дали ќе дојдеш пак како те викнам? Ќе дојдам обавезно. Па нормално, фала Богу, кој дошол тука не рекол дека не иде пак, сигурно пак ќе дојде. Да, супер си. Фала ти што ни беше гостин. Фала и вас на поканата. Што ни укажа до вербата и што не сумњаш у нас и се надевам дека ти беше пријатно, мене лично препријатно, оти се знаеме и приватно, а од друга страна и сакам вака да разберат нашите гледачи што ќе не гледат на подкастот,
што уствари твојата професија и колку е захтевна, не е само онака од страна кога ќе видиш си тетовираш, си црташ ти денеска, многу ти е гајле. Да. А не му кажуваш дека од сабајле си отидено од 8 саата, вечер од 12 дома сидиш. Многу често се дешава. Па тоа е. После и мале пари тие што тетовират. Па ќе имат нормално дека ќе имат работат човеците. И низ ние имаме по 2 емисии неделно, фала Богу. Лажам. За да не би имени вакви окапани, мора да не спонзорирате. Значи спонзори бре, ајде бре, малци да не потушните, гај какви сме цели сме сукинати. Нема смисла. У суштина, дечки, ова беше нашиот тиквешки подкаст и фала ви што не гледате, што не пратите и што не поддржувате. Уште еднаш ќе кажам, ако сакате пак да не поддржите, стисните ни лајкче, subscribe на YouTube каналот и поддржите не на Instagram, Facebook и TikTok. Уште еднаш фала ви и во се тиквешки моабети и се гледаме наредната недела. Голем поздрав. Чао.